Со закон кој ќе се носи по скратена постапка и со поддршка од сите партии, просторот околу законодавниот дом ќе биде прогласен за безбедносна зона. Станува збор за површина од 1,5 хектари за која во иднина се забранува продажба. Просторот ќе биде заштитен и уреден исклучиво за потребите на парламентот. Според шемата до која дојде Канал 5, улицата 11 октомври пред собранието, каде досега се одржуваа протести, нема да биде дел од безбедносната зона. На парцелата во ливадата требаше да се гради катна гаража, но тој процес е одамна стопиран, а според законското решение, на собственикот што ја купи парцелата за гаражата, ќе му бидат вратени парите, онолку колку што платил и без камата. Во безбедносната зона ќе влезат токму овој дел пред влезот на собранието, ливадата зад собранието и асфалтираниот простор што води кон домот на Арама. Овде нема да може да се одржуваат граѓански собири и протести. Иако во јавноста се отворија дилеми кои се делови од просторот ќе влезат во безбедносната зона. Од пратеничката група на ВМРО ДПМН уверува дека е опфатен само дворот на собранието, а правото на протест на булеварот нема да биде ограничено. Воопшто не се офатени булеварите или улиците околу собранието, стрикно само во дворот на собранието. И она кое што е важно, не се ограничува ниту едно уставно и граѓанско право на протест, но само се категоризира просторот околу собранието, односно најблискиот двор. И од пратеничката група на СДСМ вела дека идејата е со безбедносната зона да се заштитат градбите и околните улици не се опфатени. Правото на протест не се ограничува. Идејата е со безбедносната зона да се заштитат градбите. Улиците од околу не се предмет на расправа, се работи само за дворното место. Државното земјиште кај собранието со јавно надавање беше продадено во 2013-та на фирмата Анго Доел за 136 евра за квадрат или за околу 330.000 евра за целата парцела. Лани во август фирмата го огради просторот, но еден месец подоцна премиерот Мицкоски најави дека ќе се бара начин да не се гради на просторот и инвеститорот да се обештети.